Добро вечер. По речиси 2 години преговори и официјално падна договор меѓу владата и синдикатите. 11.000 вработени во администрацијата ќе бидат опфатени со договорот со кој што до 2028-та платите ќе им бидат зголемени за 40%. Детали од Сандра Спасовска. Околу 11.000 административци од март годинава па се до 2028 ќе добиваат повисоки плати за 8% годишно, плюс законското согласување со растот на минималната плата. По речиси 2 години преговори и протести, синдикатите си подадоа рака со владата. По средбата со синдикатите, премиерот Христијан Мицкоски договорот го оцени како историски и рече дека ваква вин-вин комбинација според него може да се направи само со зрело работење и доверба. Според првичните пресметки, Мицкоски вели годишно за повисоки плати на административците ќе бидат потребни околу 10 милиони евра, а до 2028 очекува со синдикатите да се испреговара и нов општ колективен договор. Ова е историски момент, бидејќи до сега никогаш порано не се случило да имаме ваков план за зголемување на платите и нивно усогласување за да дојдеме до некое достоинствено ниво. Од прилика пресметките се дека околу 10 милиони евра, нешто над 10 милиони евра ќе треба во последните 3 години, секоја година зборувам по толку, помеѓу сега со се зголемувањата во судовите и во обвинителствата, негде помеѓу 600 и 700 милиони денари од прилика би бил дополнителниот трошок на буџетот. Ова што ние како влада се обврзуваме, тоа и ќе го испорачаме, сега очекуваме од страна на администрацијата да биде исто така испорачен подобар квалитет. Според сега договореното, со секоја институција ќе има индивидуален договор, а со постигнатото задоволни се и синдикалците. Оно што е уште подобро за нас како синдикат е тоа дека ова право се дава во индивидуален, во поединечен колективен договор, што би значило дека во било кое време, доколку утврдиме уште повеќе права, нели поповолни права за вработените, по постапката за потпишување или измена на тој колективен договор била многу побрза, отколку да се носи нов закон. Денеска неправдата конечно е исправена. Имавме преговори, требаше да се случи ова покачување и минатата година, но еве се радувам дека и колегите од Сојузот на синдикати и УПС конечно го прифатија ова како поповолно право за вработените. Од владата остануваат на ставот за раст на минималецот. Во март тој ќе се зголеми согласно закон, доколку работниците и работодавачите се договорат поинаку. Владата тоа ќе го испочитува. Во однос на функционерските плати пак, премиерот Мицкоски рече дека тие нема да се зголемат. До крајот на месецот најави дека коефициентот, исто како и лани, ќе се нивелира. Реагира од СДСМ. Така наречениот договор кој што денеска е постигнат со УПС се потврда дека владата на Мицкоски не сака да ја покачи минималната плата на работниците на 600 евра. Околу 200.000 работници моментално земаат плата под 30.000 денари, што ја продлабочува сиромаштијата и го поттикнува иселувањето на младите и квалификуваните. Затоа минималната плата треба заклучно со 2025, а врз основа на сите тие анализи што ги правиме на месечно ниво и на годишно ниво, можам да потврдам дека извозот во 2025 во споредба со 2024 е зголемен за 6,4%, или во апсолутни бројки, извозот во 2025 изнесува повеќе од 3,3 милиарди евра од компаниите што оперативно работа во индустријските зони, додека во 2024 тој извоз изнесуваше некаде околу 3,1 милиарда евра. Тоа беше се. Пријатна вечер.